Благодарам, почитам председател на комисията. Бидејќи нели на крајот рековте дека ќе ги разбиете сите аргументи, ја мислам дека немате аргументи. И ние ќе си ја кажуваме правата вистина. Јас имав впечаток дека сакате да јавате на бранот на незадоволство на покачување на цените. И ние во тој дел, јавно ќе ви кажеме, не можеме да кажуваме ни да, ни не, пошто знаеме дека цените се покачени, поготово на прехранбените производи и на енергетските, и тука сме да разговараме за тоа така. И што прави државата во однос на субституција, во однос на намалување на тие ценовни шокови кои што ги кажа нели и министерот, вклучително во некој дел ги кажувавте и вие. Јас нема да зборувам ниту за Талир, нема да зборувам ниту за Бела палата, нема да зборувам ниту за Скопје 2014 и така натаму ги има многу. Денеска ќе зборувам, тоа е темата, барам ме знаете сите добро, одговара на поставените прашања, на вашите дилеми, разговарам за ребалансот на буџетот. И вие сега кога кажувате во првичниот одговор, ги кажувате сите оние ставки кои што се намалени, иако сами знаете дека ребалансот од некаде, значи тоа тривијално да се изразам, е една вага, од едно место треба да ги земиш финансиските средства и да ги ставиш во друго место. И ви цело време ги кажувате оние финансиски средства во делови, во ставки кои се намалени, а ако не кажувате кај се зголемени. Значи само имате една операција од земање плюс никако. А во јавниот долг па обратно правите. Само собирате, а никако од земање. И бидејќи кажувате за јавниот долг, пред месец дена зборувавте дека е 8 милиарди, сега кажавте 7 милиарди, министрот ви кажа дека е 54,9 од бруто домашниот производ. Пред неколку дена имавме овде јавна расправа по однос на документот, односно извештајот во однос на ребалансот на буџетот, кој што не го направи ниту Министерството за финансии, туку го направи буџетската канцеларија, за која што јавно сакам да и се заблагодарам, и многу податоци ги користам од таа. Тоа е податок кој што е направено на многу високо и стручно ниво, кој што го имате и вие и ние. И таму пишува дека 57,1% е јавниот долг до одреден временски период. Тоа го пишува во документот, господин Стојановски. И сега, добро знам дека сте нервозни, јас многу внимателно го слушав, сега ќе ви кажам дека сето тоа што го збореше не е така, баш така како што он го кажува. И сега ке почнам. Еве кај се зголемени. Зошто, почитувам председател на комисијата, не кажете дека со ребалансот на буџетот се зголемени финансиски средства кај плати и надоместоци во таа ставка, и тоа 526 милиони евра. Или превод 554,7 милиони денари повеќе во однос на буџетот кој што го донесовме пред 6 месеци. Тоа треба да го кажете и зошто тоа се прави. Бидејќи тоа се прави за усогласување на платите кои што се зголемени, кои што се врши и со претходно зголемување на минималната плата, треба да се дадат финансиски средства. И тоа стои, треба да го кажете тоа. И во тој контекст сакам еве да ви дадам еден податок, бидејќи покрај ценовите шокови има впечатлок дека сакате да направите и дополнителни потреси, како да државата не постои. Рековте дека експлозија од катастрофа, најмали плати, поголеми цени, сиромаштија, безперспективност, оче и така натаму. Данокот на добивка споредба права 2001, 2021, 2022 период јануари-мај. Данокот на добивка, тоа е данок на добивка компаниите кои што го имаат, е за 43,1% поголем од 2021 година. Тоа видите го како податок. Данок на личен доход, тоа се поголеми плати, зголемено вработување, е поголем во однос на 2021 година за 17,9%. Данокот на додадена вредност е зголемен во однос на 2021 период јануари и мај за 7,4% и царини се зголемени 34,2%. Тоа ви е податок дека државата во моментот ги исполнува своите критериуми, значи има пензии, има плати, има социјални трансфери, враќа јавен долг,
бидејќи за да се каже дека државата, бидејќи рековте дека крахира, испразнета, банкрот, ако државата не го враќа својот јавен долг, тоа ќе се сложам со вас. Ама не е така. Бидејќи зошто е намален и неколку 5-6% помало од Мастрихтскиот договор? Зошто не кажете дека само овие 3 месеца сега, јануари и февруари, државата врати 55 милиони евра стар долг? Зашто не кажете дека 500 милиони евра врати пред една година? И тоа ли не знаете? Зашто не кажете дека врати 170 милиони евра? И тоа ли не знаете? Или тоа не го кажувате, само собирате? Зошто не кажете дека 2007 година 23% од бруто домашниот производ беше задолженост. 2016 беше 49%. Значи времето на ВМРО ДПМН, бидејќи кажувате дека сега е зголемен јавниот долг во однос на сите, е за над 25% изголемен. 25%. Кога ви зборувавме тогаш, велевте имало финансиска криза. Така се правдавте. А сами рековте дека оваа криза никогаш немало, поготово од Втората светска војна. И еве јас ќе ви кажам, тоа се јавни податоци. Процентите што и кажувавте, врска немат со тоа што го зборевте. Дали ништо не се правило во однос на храната? Како може така да зборите, кога во самиот ребаланс на буџет за производство на храна или подршка на земјоделците има над 50 милиони евра, плюс пари повеќе од основниот буџет што го донесовме пред 6 месеци. Така стои, тоа гледате и мислам дека коректно треба да го кажете. Зошто не кажете дека тековните трансфери се исто така зголемени за 19 милиарди денари за имплементирање на економските мерки за поддршка на граѓаните? Зошто не кажете дека 76,4 милиони евра, кои што се ставени како резерва или бафер, исто така, бидејќи не знаеме како ќе се движи оваа криза? Буџетот кој што се правеше 2021 е пред 6-7 месеци, тогаш немаше криза во смисла Русија не ја нападна Украина тогаш. Затоа тие средства што беа тогаш направени како бафер си искористија. Тоа се 400 милиони евра, кои што беа со 26 нели антикризни мерки, кои што некои од нив и продолжуваат, како на пример 5% повластена даночна ставка за електричната енергија, која што заедно изгласуваме да биде до нова година, и тоа сето кошта финансиски средства. Зошто не кажете дека раст има на ставката за тековни трансфери до локална самоуправа? Тоа е зголемено, бидејќи блок дотациите се зголемени, бидејќи се плати, се работи и за исплата на други финансиски средства, и тие се зголемени за 15%. Знаете дека во буџетот има поголеми плати за наставниците, за основните и средните училишта и за градинките. Зошто не кажете дека пензиите оваа година ќе се зголемат? Тоа стои во ова ребаланс и тоа ќе биде од септември. Зошто не кажете дека исто останува субвенционирање на плати, поготово во делот на приватната собственост, односно на приватните компании, кои што секоја година се по 130 милиони евра. Минимална гарантирана помош. Дополнителна финансиска поддршка е во износ од 2,4 милиарди денари повеќе, или во превод 39 милиони евра. Значи, вие само кажавте што е намалено, а не кажувате тие средства што се намалени, за кои што смета владата дека може на некој начин да се откаже, односно средства кои што и работи кои што треба да се направат до нова година, сега заради ситуацијата се додаваат каде, за да се субституира колку што е можно овие ценовни шокови кои што го има во целиот свет. И сега споредувавте најмногу криза Балтичките земји. Ама зашто не кажете дека еве на пример една Хрватска, јас ќе ја кажам. И тоа е податок кој што многу добро го знаете, они направија ребаланс месец-два претходно од кај нас, и истите тие, хрватите, направија корекција во однос на растот на бруто домашниот производ за 1,4% и на првичната 4,4% ја направија на 3% да биде оваа година. Значи сите намалуваат
Инфлацијата, кој што кај нас беше проектирана 2,2%, кај нив беше 2,6%. Сега со ребалансот направија 7,8%. Ова сакам да ви кажам дека целата оваа криза, како отворена економија, ние не сме некоја затворена економија па да произведуваме и нафта, па да произведуваме и газ. За жал нема. И затоа ви кажав, тој е проектиран процент на инфлација со Хрватска, кај нас е помал во однос на Хрватска. И затоа што правиме? Дали сега ќе спомнувам Отворен Балкан или така натаму, заедно со Србија и Грција се инвестира во терминал 10 милиони евра во Александрополос, каде што сакаме алтернативен извор на газ. И тоа е добар проект, поздравен од целата Европска заедница, меѓутоа и за тој проект пак ќе видиме на некој начин, бидејќи газ ќе биде увозен, пак ќе бидеме врз основа на цената која што е на светско ниво. Тоа треба да се каже. Да имаме производство на нафта, окей, да имаме производство на газ, окей, немаме. Велите, тоа требало, еве вие сте биле на власт. 88 денари во 2011-12 беше цена на горивото. Знаете вие тога што направите? Ја намаливте за 2,5 денари акцизата, која што не е сменета, 22,5 или 15,5 во зависност дали е нафта или бензин. 2 денара намаливте акцизата за гориво, 4 денара за дизел. И траеше 4 месеци. Ете, имавте можност, тоа направите. Ние направивме малку повеќе. И сега треба да се внесат финансиски средства, за да се поддржат таргетирани мерки, се со цел што е можно, колку е можно да се превенира овие ценовни шокови. Велите, ништо не се правило во однос на храна. Еве, не ви е доволно, 55 милиони евра плюс пари, добро, кажете го тоа. Дали во меѓувреме се ставија на располагање нови 6000 хектари? Се ставија. И тие треба да се произведуваат 4 основни намирници. Пшеница, пченка, јачмен, сончоглед. Тоа е пред ребалансот направен. Дали се даваат прв пат во историјата субвенции за вештачко џубрево? Се даваат. Треба да го кажете тоа. Или во превод, да знаете, 4000 денари ако се употреби 200 килограми џубрево по хектар. Тоа е за пшеница и пченка. 2,5 денари по хектар за јачмен. Истата математичка проекција е. Ако се зголемат производите, односно продуктивноста, поготово за сончоглед, се зголемува субвенцијата за околу 2000 денари, каде што во пшеницата, ако произведат 4 тона на хектар, се дава 5700 денари, претходно 4000 денари. Кај нас производството врз зависност од основните едавски, педолошки карактеристики со процес на агромелиоративни и агротехнички мерки, производството на пшеница и продуктивноста е дупла од Србија. Не сакам да одам во спецификација, доколку имате реплика, ќе ви кажам и за тој дел. Затоа немојте да кажувате дека ништо нема, катастрофа е. Не е честно, не е коректно во ваква време, во оваа криза, да јавате на бранот на незадоволството, па знаеме и ние дека цените се поголеми. Зошто се поголеми? Па сите метали кои што се увезуваат, најголем извозник е Русија и Украина. Зошто не кажеш дека пред 4 месеци 13 милиони евра државата на некој начин се откажа кога ги унифицира царинските давачки, односно ги намали за оние компании кои што работат за извоз. Тоа го направивме. Во делот на прераспределба на финансиски средства прв пат имавме сите големи финансиски средства се дадоа пред Нова година, каде што се 65 милиони евра, каде што ТЕЦ Неготино 11-12 години не работеше. Сега работи. Зошто не кажете дека 400 милиони евра стварно се дадоа?
И пензионерите добија месеци по 1000 денари, значи март, април, мај. Најмали плати. Да, ама јас знам и добро се сеќам кога пред 9 години минимална плата беше 9000 денари. И ако не се покачува на 18000 денари, што ќе правиме сега? 9000 денари е повеќе од 8000 денари. Па колку и производите да се покача? И тоа правиме. Па 100.000 граѓани во Македонија имаат 9000 денари плата. Каква продуктивност ќе бараме ние од тие работници кога на месецот имаат 9000 денари плата, а ви кажат дека и 88 денари бензинот 2011-12. И сега зголемивме и таа треба да се линеарно да се распореди во однос на стручно образование, одговорност на работа и така натаму. Затоа ќе затворам со две работи за кои што кажувате и не сте во право. Ќе кажам официјални податоци за државните резерви на државата. 2017 година биле 2,55, ќе ги заокрушам, 2,6 милиарди евра. 2022 3,4 милиарди евра. Значи не се намалени, зголемени се државните резерви. Да се намалени, пеким, окей, ќе се сложам, ама не е така. И тоа треба да го кажете. Колку пати треба гувернерката на Народна банка да излезе да ви каже дека моментот денарот е стабилен, немаме појаки потреси во делот на тоа и цело време се превенира. Го донесовме законот за финансиска стабилност, го усогласивме со европското законодавство. Заради тоа ви кажав податоците во тој дел и еве што направило барем во еден мал дел за оваа година. Јануари, број на работодавачи кои што искористиле субвенционирањето на придонеси од задолжително социјално осигурување за 2022. Јануари, број на работодавачи 25.000 работодавачи, број на вработени 144.000, 585.000 вработени, тука се пари ово. Државата дава пари. Или во превод, со износ на субвенции, се 270 милиони денари. Февруари, пак има 24.000 работодавачи, пак 145.000 вработени, 269 милиони. Март, 25.000 пак работодавачи, 158.887 работници, 314 милиони. Април 25.501, број на вработени 160.000. Јас секе се сложам, ако ова јас што го кажав, немаше ништо. И се прави како што тоа го прават и другите земји. Нема да одам понатаму, бидејќи секогаш кога и ние одиме во продавници, јас знам дека млекото беше во К-маркет 37 денари, сега е 52 денари. И ние се нервираме зошто е така. И сега потребно е да се лоцираат средства, затоа е потребен ребалансот и затоа сите финансиски средства се втемелени во делот на поддршка и на компаниите и на граѓаните. Благодарам.